Почитувани пријатели, добре дојдовте во петочното издание на гурмански рецепти на обичните луѓе. Обичните луѓе, знаете, и оваа година се со вас. Ќе приготвиме многу рецепти со помош на нашите домаќини и рестораните. Во оваа недела домаќин ресторан е Орео Флат, одличниот ресторан кој што приготвува одлични македонски традиционални јадења во општината Сарај. Значи на влезот од Сарај, од левата страна е традиционалниот ресторан Орео Флат. Денеска ќе приготвиме мучкалица. Еден српски назив, позната нели и како лесковачка. Ориджинот, што би рекле американците, е лесковачката мучкалица, значи многу месо и многу кромит и пиперка. Во деновиве кога владее грипот, јадете многу кромит и јадете лук, затоа што сите доктори велат, ако не се вакцинирате, тоа е природната вакцина. Што би кажале повеќе за мучкалицата како јадење? Освен тоа дека треба да биде малку лута, значи пиперката може внатре да биде лута, но може да се додаде и чили од Котањи, нашиот спонзор. Значи користете ги за чините Котањи преку нашиот спонзор. Можете да видите дека таму веќе се нудат широк асортиман на производи со помош на мојата прва книга Рецепти за обични луѓе. Но да не должам многу со денешната најава, сепак е петок, а вас ќе ви треба овој рецепт кој што можете да го најдете на www.обичнилуѓе.com.mk, затоа што верувам дека денеска или утре, за оние што поста денеска во петок, мучкалицата ќе биде одличен избор. Се гледаме во кујната со нашите домаќини Орео Флат како да приготвиме мучкалица. И еве сме во кујната на Орео Флат. Денеска ќе имаме мучкалица. Мучкалица ала Орео Флат. Така. Јас кажав неколку работи во најавата за мучкалицата, таа е извонредно јадење, затоа што има сплет, односно многу продукти во својот состав, има доста месо за оние кои што се гурмани и малку е лутка. Ајде, Оли, кажи ни што ќе ставиме. За мучкалицата ни се потребни најпрво месо, Добро. пиперки и патлича. Добро. Гледам шеф микс имаш тука. Макдонос, зачини и кромит. И кромит, обавезно кромит со грипчево, кромит дефинитивно. Ајде, полека почнувај да приготвуваш. Прво го сечеме месото на коцки. Така, ни треба свинско месо од може и од бутче, може и од каре. Ние преферираме поише на каре. На каре? Па го гледам јас. Значи, го видов дека ми е во тој правец, затоа што дефинитивно карето е доста квалитетно како месо. Го посолувам. Каму ставаш бибер, малку шеф микс. Шеф микс. Така. И го промешуваме да поприми од сите овие мируди. Битно е да кажеме дека шеф микс на Котањи има 12 зеленчуци и тие ќе му дадат добра. Ставаме малце маслино, масло на царата. Така. И го ставаме месото да се пропржи. Така. Одлично. Додека месото се приготвува на скарата, Тоа на скара. ние го сечкаме кромидот Така. на поситни парченца. Фактички ленти, така? Не, На ситни. Така, на ситни. Добро, за ленти би било веројатно добро кога би било за на салата. Евентуално. А вака еден кромит е доволно, да речеме, за една порција за двајца. Да. За една порција за двајца. Кромидот го ставаме во сад. Јас не знам како би ја нарекле во оригинална верзија македонска мучкалицава. Мешаница. Тоа така нешто. Па, мешаница, ама кога нешто, значи кога нешто се мати, матеница не би дошла, затоа што матеница е сосема нешто друго. Али во буквален превод би било матеница. Но ние нема да се правиме грци, значи нема да им го менуваме името на србите, нек си остане мучкалица.
го почитуваме тој назив, едноставно можеме да додадеме придавка, значи наша мучкалица, лута мучкалица и така натаму. Месото веќе добива прекрасна коричка. Да. Одлично е. Потоа се гледа квалитетот на месото, дека генерално Ја ставаме тавата да се загрее така. и го ставаме натре кромидот да се пропржи. Одлично. Значи, откако ќе се пропржи кромидот, ја ставаме Пиперката, ова беше лутата? Да. Добро. Значи, лута и блага заедно ги ставаме. Лута и блага, благите претходно беа исечкани. Така. А подоцна ќе ги сечеме и патличок. Домато. Значи, Домато, да. сега малку да се пробржи кромиче. Дали мора да биде значи зејтин или можеме и со маслиново масленце? Може и со маслиново масленце. Ние поише практикуваме на маслиново масло, пошто дава посебен вкус на мучкалица. Да, и веќе гостите почнаа да бараат, да кажеме, да се готви и со зејтин и со маслиново масло, посебно ладно цеденото маслиново масло да оди во салат. И се навраќаме овдека да го сечеме Доматот. Доматот. Доматот му ја дава онаа свежина, значи фактички на јадењето. Да, Гледам си го излупил. Да. Бидејќи Лушпата знае да направи да се одвои од доматот внатре во јадењето и прилично некој не може да го поднесе. Ете така, прилично непријатно изгледа. Знаеш што практикувам јас? Јас практикувам и повеќето салати ги приготвувам со лупен домат, посебно кога во нив имам, да кажеме, рукола или кога ставам одредени зачини, котање е погоден за ставање на зачини, така да со маслиново масло салатите кои што се подготвени со лупен домат се извонредни. Значи сега го додаваме месото во кромидот. Така. Сега можеме да го додадеме и пипер. Значи пиперката. Пошто пиперката е свежа и треба Така. малце Повеќе време да омекне. Да омекне, да. Така. Почитувани пријатели покрај малите екрани, мислам дека треба да го следите овој рецепт. Многу разговетно го дава и нашата монтажа и оно што го прави Оли во ресторанот Орел Плат. Од една проста причина што редоследот е многу едноставен, а многу функционален. И можете за многу брзо време, буквално за ова истото време за кое што јас и Оли тука го приготвуваме, значи Оли физички, а јас вербално, да го подготвите и дома овој рецепт, затоа што не доколку ви се приготвени намирниците многу едноставно оди. Ајде да се вратиме на Оли. Сега Оли сечканиот Го враќаме во танирчето. да, веројатно ќе му го додаваш на Тоа месото пред на самиот пиперките. крај на Пред крајот, а? Да. Ова Пошто на патлиженот му треба многу малце по време отколку на пиперката и на другите намирници. значи Оли, ова е тај. Знаеш ли дека фактички ладовината, она што го држи оревот е најјака од сите растенија. Значи сега му додаваме малце зачин. Така. Можеш солца, можеш шеф микс. Ете така. Обавезно. Значи одлично се докажа во својата работа шеф миксот. Ете така. Уште Сега- колку му треба на ова? Па сега му го додаваме доматот. Така. И веројатно уште, како што рече ти, многу малку. Уште многу малку. Од прилика 5 до 6 минути. Сега му додаваме и малце винце. Така, бело вино. Да, бело вино.
како финиш на ядење. И чекаме сега, значи, Малку виното. да виното испари. Да Така, испари. браво. Ова е готово. Тргаме храната и го посипуваме во земјеното парче. Одлично. Се гледа дека е готват со искуство од една проста причина што ништо не му испадна надвор, што мене многу често ми се случува. Мене ми е многу драго што во кујнава имаме и джагор, значи се слушаат и колешките на Оли, така да имаме на вистинска атмосфера. Го назидуваме и Така, како и финиш го ставаме. доносчето. Ајде така. Почитувани пријатели, уште еден ден помина заедно со гурманските рецепти на обични луѓе или гурманските приказни на обичните луѓе. Денеска нашиот домаќин Орео Флат, еден прекрасен ресторан во општина Сарај, ресторан со долга традиција, ни го приготви ова фантастично јадење, ова мучкалица. Јас ќе си дозволам на крајот да пробам, затоа што сепак јадењето без да се вкуси, без да се проба, не е она вистинското. Ќе се потрудам да ви го пренесам ова преку малите екрани. Се работи за изворедно јадење. Малку луто, но сепак доволно добро за да оди со бело македонско вино. Се гледаме повторно утре, во истото време и на истото место. До гледање.